Македонската револуционерна борба од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век исфрлила на површина мнозина херои кои со своите подвизи оставиле траен белег врз едно време и простор и прераснале во легенди уште за време на својот живот. Еден од овие херои легенди е Ѓорѓи Сугарев. Скромен по природа, тивок, од друга страна интелигентен и разумен, човек кој што покрај тоа што е скромен и тивок знаел да биде многу решителен, со цврста волја и карактер. Поради своите карактерни особини и поради пред се својата храброст, Ѓорѓи Сугарев уште за време на својот живот стекнал популарност во својот крај и од тука по неговата трагична смрт тој станал дел од македонскиот фолклор и неговото име и дело трајно е вградено во колективната свест на македонскиот народ како човек кој што го дал својот живот за слободата на Македонија. Ѓорѓи Сугарев е роден во 1876 година во Баир Маало во Битола. Татко му Коте потекнувал од битолското село Подино, а мајка му Донка била ќерка на образованиот и имотен битолски свештеник Тасе. Трудолюбивиот Коте Сугарев на млади години се преселил во Битола, каде како трговец успеал да стекне извесен капитал. Од тогаш, а особено по неговата женитба со поповата ќерка Донка, семејството на Коте Сугарев се вброило меѓу ситуираните семејства во Битола. Меѓутоа, и покрај материјалната сигурност, Коте и Донка биле несреќни бидејќи децата не им траеле. Дури 11 деца што ги родила Донка починале на најрана возраст. Затоа, кога во 1879 година се родил Ѓорѓи, според народниот обичај, тој бил ставен во нова, некалаисана тепсија и така со пајтон бил однесен во црквата на манастирот Свети Меркурий во битолското село Барешани, каде бил крстен. Ѓорѓи Сугарев своето образование го стекнал во родниот град. Бидејќи мајка му потекнувала од патријаршиско семејство, по нејзина иницијатива, Ѓорѓи првите две оделенија ги завршил во едно од локалните грчки училишта, а потоа продолжил во екзархиското училиште во Баир Маало и во Централното екзархиско училиште во Битола. Во 1891 година се запишал во Битолската екзархиска гимназија, каде што во 1894 година го завршил третиот клас, пошто ненадејно го прекинал школувањето и одлучил да се оддаде на учителскиот повик. Во периодот од 1894-1896 година, додека Ѓорѓи Сугарев учителствувал во битолските села Радобор, Стрежево и Дедебалци, во Битола била воспоставена базичната мрежа на Македонската револуционерна организација. Голема улога за развојот на организационата мрежа во Битолскиот револуционерен округ дава и Ресенското советување, каде што се дискутира и за поделбата на револуционерни региони и начинот на вклучување на луѓе во редовите на организацијата. Додека пак во екзархиските црковно-училишни општини да се вклучат што е можно повеќе членови на Македонската револуционерна организација или пак симпатизери на делото. Покрај тоа, на советувањето станало збор за засилување на местните комитети и проширување на нивната активност, како и за вооружување на членството. Покрај членовите на Битолскиот окружен комитет, кои со ентузијазам пристапиле кон привлекување на нови членови, значајна улога при ширењето на организацијата одиграл и учителот Христо Чемков, кој во неа ги вклучил и браќата Ѓорѓи и Ицо Сугареви. Не се знае точно кога биле покрстени браќата Сугареви и какви биле нивните први активности во организацијата. Знаеме од блиски семејни извори дека токму во овој период во куќата на Сугареви се криело оружје и дека била направена скривница во која што можеле да бидат сокриени до 8 души. А сестрите на Ѓорѓи Сугарев, двете сестри, за потребите на организацијата шиеле знамења во кои ги метнувале зборовите автономија за Македонија
и слобода или смрт. Во учебната 1900-1901 година Ѓорѓи Сугарев учителствувал во кичевското село Ехловец, а следната 1901-1902 учебна година бил назначен за учител во кичевското село Светораче. Неговата учителска дејност всушност е покритие за неговата револуционерна активност. Всушност тој е начинот и методот на дејствување на поголем дел од интелектуалните водачи во македонското револуционерно движење, затоа што интелектуалците се оние кои што давале тон на револуционерната активност и се дури имале можности да дејствуваат како такви, всушност тие под формата на учителствување, користејќи се со можноста за легално живење во Османската империја, практично ги спроведувале во дело одлуките на револуционерната организација и се јавувале како нејзини организатори и агитатори меѓу локалното население. За време на учителствувањето во Кичевско, Ѓорѓи Сугарев целосно се посветил на ослободителното дело. Според Тома Николов, летото 1900 година, младиот Сугарев пројавил голема самосвест внатре и надвор од училиштето. А веќе есента истата година, оваа голема самосвест била спроведена на дело. Како последица на непромислената акција на кичевската чета на Дуко Тасев, која без дозвол од повисоките инстанции на организацијата, кај селото Лопушник го ликвидирала дебарскиот изедник Абдураман Бек, избила така наречената Кичевска провала. Ке избие голема провала, поради што значаен дел од раководителите во Кичевскиот регион ке паднаат во затворите во Кичево и во Битола, и токму во тој критичен момент, кога другите се нашле в затвор, Сугарев, како новодојден во Кичевскиот регион, се уште не бил така експониран пред властите, тој всушност ќе ја превземе активноста и координирањето на сите активности во Кичевската околија и ќе ја води сета кореспонденција со Битолскиот окружен комитет, што значи дека тогаш ќе избијат на површина сите негови организаторски способности, бидејќи во еден клучен момент кога организацијата во Кичевско се соочила со сериозна провала, која што одвела мнозина не само од раководителите, туку и од обичното население в затвор, тој се нашол тука за да ги стабилизира редовите на организацијата. Од тука, Ѓорѓи Поп Христов со право забележува дека во тоа време сета организацијска кореспонденција за и од Кичевско врвела низ рацете на Сугарев. За време на летниот распуст во 1901 година, Сугарев добил можност за проширување на својот револуционерен мироглед, но и за акумулирање на поголеми воени познавања. Во овој период 900-901 година на теренот на Битолскиот вилајет ќе се пројават и социјалистите предводени од Никола Петров Русински и Веле Марков. Всушност, Русински е човек со големо искуство, кој што своевремено во 897 година учествувал во создавањето на првата чета на македонската револуционерна организација и во една-две акции заедно со Гоце Делчев во Струмичко-Малешевскиот регион, но потоа малку се дистанцирал од револуционерното движење, затоа што оддавал повеќе значење на социјалистичкото движење. Првото јадро било основано во Крушево, а набрзо потоа социјалистите успеале да се вгнездат во Битола, каде што успеале да привлечат неколку работници од МРО. Меѓутоа, македонските социјалисти брзо ја согледале реалноста и сватиле дека таму каде што не постои елементарна слобода, не постојат услови за социјална револуција. Бидејќи нивните гледишта биле блиски кон гледиштата на самата организација, а и ТМОРО не трпел други организации на својот терен, заради тоа социјалистите ќе земат учество во редовите на самата организација, а Никола Петров Русински ќе добие можност со чета да биде ќе биде испратен во Демир-Хисарскиот и Крушевскиот регион, таму да изврши агитација и зачленување на нови членови во самата организација. Во март 1901 година, Битолскиот окружен комитет донел одлука за вклучување на социјалистите во организацијата, при што Никола Петров Русински бил назначен за војвода во Крушевско-Демир-Хисарскиот регион. При тоа Русински се покажал достоен на довереното место, пројавувајќи вонредни агитаторски, организаторски и војнички квалитети.
Практично тој ќе промовира еден нов концепт на работа со населението и воопшто со структурите на организацијата, а тоа е пред се организацијско-агитацијска активност, што значи четите започнуваат да исполнуваат една мисија која што во себе ја содржи идејата за подигање на моралот на населението, организирање на населението, формирање на организацијски судови и подучување на населението да ги игнорира официјалните османски судови. Во периодот додека се движел и агитирал во Демирхисарско, Крушевско и Кичевско, тој успел да организира околу 80 села во крилото на Тморо. Организацијата започнува да действува како држава во држава, бидејќи таа се обидува да наметне на друга власт, паралелна власт, за разлика од онаа што е секојдневно живење. Четничката школа на Русински исфрлила кадри кои биле неопходни за разгранување на Четничкиот институт во овој дел на Битолскиот вилает. Се чини дека токму револуционерните и моралните постапки на Никола Петров Русински придонеле за време на летниот распуст во 1901 година Ѓорѓе Сугарев да побара од окружниот комитет во Битола да му одобри стажирање во четата на Русински. По завршувањето на, да кажеме, престојот во четата на Русински, самиот Сугарев ќе побара од организацијата своја чета за да действува на теренот на Битолскиот окружен комитет. Забележувајќи го недостатокот од интелигентни сили, кои би можеле да го заменат на раководното место во четата, Русински го посочува Сугарев како поинтелигентен и подготвен за организацијска и агитаторска работа. Меѓутоа, тој истакнува и други квалитети на Сугарев, како на пример, тој, Сугарев, не сакаше да остане во ниту еден од реоните што јас ги затеков и организирав, со што тој се издигна во моите очи како човек што не сака да се фали со туѓото. Во учебната 1901-1902 година Сугарев станал учител во Централното екзархиско училиште во Битола. Истовремено, поради развојот на Четничкиот институт, пораснали и обврските на веќе војно обучениот Ѓорѓи Сугарев. Неговата главна задача по пристигнувањето во вилаетскиот центар се состоела во подбор на лица кои би можеле да влезат во служба во двете локални чети и во давање на упатства за нивната активност и спроведувањето на контрола врз нив. При тоа, едната чета била задолжена за битолската околија, а другата, која била под директна контрола на Сугарев, била задолжена со разни нелегални активности во градот Битола. Сериозноста со која што Сугарев им пристапил на договорените задачи во овој период, сликовито ни ја доловува Ѓорѓи Поп Христов, кој во врска со тоа пишува: Ѓорѓи Сугарев беше еден од моите најблиски и најверни другари во работата во градот. Во раководењето со работите, тој ми беше, така да се рече, десна рака. Неговото останување во Битола дојде токму на време, кога организацијата се развиваше со најголем замав, не само во градот, но и во околиите. Сугарев целосно беше оддаден на делото, сосема ги беше занемарил своите домашни, кои очекуваа неговата поддршка. Ништо друго не го интересираше освен делото. Тој беше надарен агитатор и способен организатор, особено потребен за работата сега, кога се создадоа револуционерните организацијски чети во округот. Активноста на Ѓорѓи Сугарев во Битола коинцидирало со неколку значајни настани, кои го трасирале неговиот понатамошен револуционерен пат. Во ноември 1901 година, за време на големата обиколка на Југозападна Македонија, во Битола пристигнал Гоце Делчев. За време на тринеделниот престој во градот, Делчев ги информирал членовите на Битолскиот окружен комитет за судирот на организацијата со врховистите, за нивните намери за преземање на организацијата однатре и за нивните намери за провоцирање на востание. А во истиот тој период Битолскиот окружен комитет се нашол во своевидна криза од едноставна причина што Дамјан Груев во тоа време поради попставревата провала се нашол в затвор, а раководството го зел Анастас Лозанчев, меѓутоа помеѓу нив двајцата имало известно нетрпение. Лозанчев не можел да се помири со фактот со тоа што Груев, како главен организатор и создавач на македонската револуционарна организација, понатаму и од затворот ги влечел конците во револуционарното движење. На крајот сето тоа со посредство на Делчев ќе биде изгладено. Делчев во Битола на два пати се сретнал со Дамјан Груев. На втората средба помеѓу Делчев и Груев било уредено и прашањето за Битолскиот окружен комитет.
Веднаш потоа, во присуство на Делчев и со благослов на Дамјан Груев, Ѓорѓи Сугарев бил избран за секретар на Битолскиот окружен комитет. Поволната клима во Битолскиот револуционерен округ на Тморо, создадена по Делчевиот престој, наскоро била нарушена, а Сугарев бил принуден да премине во илегала. Во февруари 1902 година, во Битолскиот округ избила така наречената Јосифова провала, поради која биле приведени и осудени повеќе членови на организацијата, меѓу кои членовите на Битолскиот окружен комитет, Ѓорѓи Поп Христов и Ѓорѓи Пешков. А од апсење ќе се спаси Ѓорѓи Сугарев, имено според кажувањата на неговата сестра, тој еден ден пристигнал неспокоен во својот дом, постојано гледал низ прозорецот да види дали е следен од страна на османлиите. Кога седнал да руча, на нивната врата тропнал баш чаушот. Сугарев го земал својот наган со околу 7 куршуми во шаржерот и отворил вратата. Кога го прашал баш чаушот кого бараат, тој му собратил дека токму него го бараат. Сугарев ќе го ликвидира баш чаушот и неколку османлиски запти или полицајци, ќе остави писмо, ќе напише дека токму тој стои за убиството на баш чаушот со цел да го спаси своето семејство од репресалии, и од тој момент Сугарев заминува во илегала. При тоа формирал чета во која влегле повеќе нелегални работници на организацијата и започнал да го обиколува Битолско поле. Меѓутоа, поради хроничните болки во стомакот, Сугарев бил принуден да ја напушти четата и да замине на лекување. За заменик во четата го поставил Тодор од село Лажец. Во меѓувреме, во отсуство на Сугарев, четата била предадена и обколена од османлиска војска во село Чарлија, при што загинале сите освен еден. Како последица на тоа и претходните недоразбирања што ги имал со Анастас Лозанчев, кој што во тоа време е председател на Битолскиот окружен комитет, вината и одговорноста за ликвидацијата на четата ќе падне на грбот и на совеста на Ѓорѓи Сугарев, и тој се уште не заздравен, повторно ќе мора да се врати назад и ќе формира нова чета, а во исто време ќе изврши екзекуција на луѓето за кои се сомневал дека извршиле предавство на четата. Со казнувањето на предавниците, требало да му се покаже на населението дека организацијата не ја представува само една чета, туку дека станува збор за една тајна сила која е способна да го открие и казни секое предавство. Според Алеко Стефанов, еден од четниците на Сугарев, тогаш народот разбра дека организацијата е силна и почна да го моли Сугарев да им стави ред во селата. За 6 месеци Ѓорѓи Сугарев ги организирал сите чифлигарски села во Битолското поле, а потоа пристапил и кон организирање на селата во поречието. Во април 1902 година, откако била ликвидирана четата на Методи Патчев, Сугарев за кратко време со својата чета се префрлил во Прилепско за да го поддржува духот кај населението, но и за да го одржува престижот на организацијата пред властите. Заминувањето на Сугарев во овој регион всушност требало да послужи како можност за санирање на последиците од загинувањето на Методи Патчев и да се покаже на властите, но и пред населението, дека организацијата не ја сочинуваат една или две чети кои што повремено може да бидат уништени, туку дека тоа е една неуништлива сила и секогаш на испразнетите места ќе се најдат нови луѓе кои што ќе го продолжат започнатото ослободително дело. Според спомените на војводата Славејко Арсов, заминувањето на Сугарев за Прилепско имало за цел да им покаже на турците дека не можат да не истребат, иако истепаат целата чета. Начинот на кој што оперирал Ѓорѓи Сугарев останал врежан во меморијата на локалното население. Според сеќавањата на дел од македонските револуционери од Битолско и Демирхисарско, Сугарев при влегувањето со четата во некое село, од безбедносни причини, истата ја распоредувал за преноќевање во крајните куќи од селото. Веднаш потоа стапувал во контакт со членовите од селскиот комитет, но и со селаните. Се интересираше за се подсетуваат дел од очевидците на неговите посети.
Da li imame kupeno oružje? Ako nemame, da se potrudime da nabavime? Da li има предавници в село? Да не одиме да се судиме кај турците? Туку на организацијата да изнесеме се што ни тежи. Исто така ни велеше ако некој не е задоволен од селскиот комитет, да му се јави лично нему, а на одговорните им наредуваше да делат правда и да му мислат, ако свесно грешат во тоа. Беше серт, ама и правичен. Во сличен контекст се изразува Стефан Аврамов. Тој крстосуваше насекаде каде што се јавуваше потреба од неговата смела организаторска опитност. Беше извонредно тивок, спокоен и расудлив. Сакаше да ислуша и секогаш беше праведен во проценката за какво и да е прашање. Какви и да биле конфликтите во организацијата, вмешувањето на Сугарев ги убиваше уште во самиот зародиш. Тој имаше тврд карактер и силна волја. Додека пак Тома Николов за Ѓорѓи Сугарев ке запише: со своето скромно држење пред населението, како вистински апостол кој не се кити со титули, тој прерасна во легенда. Навистина, имаше и други интелигентни војводи, но тие не можеа да го заменат Сугарев во неговата подвижност и популарност во округот. Во јануари 1903 година во Солун бил одржан конгрес на организацијата, на кој што под притисок на настаните била донесена одлука за востание. Во 1903 година, во јануари месец, бил одржан конгрес на организацијата на која што под притисок на настаните била донесена одлука за востание. Од Битолскиот окружен комитет како представник бил испратен Анастас Лозанчев, кој што всушност заедно со Иван Гарванов, председател на Централниот комитет на организацијата, биле главните протагонисти на струјата која тежнеела за востание. По враќањето од Солун, Анастас Лозанчев испратил окружни писма до реонските и горски началници, на кои што било наложено да се преземат подготовки за востанието. По донесената одлука на Солунскиот конгрес за кревање на Илинденското востание, кое било и неизбежна одлука, затоа што народот бил веќе немирен, очајнички, се случувале масакри од страна на османлиските војски, се донесла уште една одлука да се одржи уште еден конгрес поради несогласувањата на дел од војводите во врска со кревањето на востанието, мислејќи дека тоа е избрзано. За место на одржување на конгресот било определено Смилево. При тоа, покрај представниците на Битолскиот окружен комитет, на конгресот учествувале и повеќе легални и нелегални представници од сите реони во Битолскиот револуционерен округ. Меѓу нив, како представник на Битолскиот регион, на конгресот учествувал и Ѓорѓи Сугарев. Уште на почетокот на конгресот се појавиле незадоволство и обвиненија на адреса на Анастас Лозанчев, пред се поради неговото заминување за Солун и давањето согласност за востание, без да се консултира со раководителите и војводите од Битолскиот округ. Единствен представник од Битолскиот револуционерен округ, кој што ги застапувал ставовите на целиот округ на Солунскиот конгрес, бил Анастас Лозанчев, значи актуелниот председател на Битолскиот окружен комитет, и тој всушност заедно со председателот на Централниот комитет Иван Гарванов е еден од најгласните говорници кој што барал кревање на востание во престојната 903. Се разбира и тој затоа имал и известни оправдувања, известни аргументи, а тоа е всушност општата ситуација која што настанала во Битолско во текот на 902 година. За време на конгресот, Сугарев, заедно со делегатите на останатите послабо вооружени региони, истапил како опозиција по прашањето за востание. Сепак, наспроти малцинството кое го сочинувале Сугарев, Русински, Никола Карев, Петар Рацев, Ѓорѓи Пешков и Тале Христов, мнозинството се изјасниле за востание, при што најгласни биле костурчани. Во прилог на мнозинството кое било за востание, одели и тековните настани. Расправајќи се во врска со одлуката дали треба да се крени востание или не, се случиле некои несакани работи во Македонија, а тоа е пред се солунските атентати. На првиот ден од Смилевскиот конгрес дошла веста дека во Солун имало атентати, при што Македонската револуционерна организација, односно Македонското револуционерно дело, е замешано во тие атентати. Исто така се случил и Ѓурѓовденскиот масакар и една вооружена пресметка помеѓу востаниците од една страна и турскиот аскер од друга страна во селото Цапари.
Настаните од Битола и Цапари извршиле силно психолошко влијание и врз оние делегати, вклучително и Сугарев, кои се уште се колебале околу одлуката за востание. Од тука Конгресот донел одлука за востание. За негово успешно организирање и изведување бил избран главен штаб во кој влегле Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев. Било донесена одлука округа да биде поделен на 10 револуционерни реони, меѓу кои што бил и Битолскиот реон, кој што поради големината бил поделен на 2 подреони, Пелистерски и Смилевски. Целиот Пелистерски реон му припаднал на Ѓорги Сугарев, односно тој го понел товарот за водењето на Пелистерскиот реон. По завршувањето на Смилевскиот конгрес, Сугарев заминал кон доверениот реон и ги започнал подготовките за востание. Покрај постојаната агитација во патриаршиските села во Пелистерскиот регион, тој ја организирал набавката на оружје, изградбата на складови за храна и муниција, снабдувањето на четниците со облека, организирањето на каналите за кореспонденција меѓу четите во округот и главниот штаб. Паралелно со тоа, течело и обучувањето на борците во ракување со оружје. Тоа е долготраен процес, исполнет со многу активности, меѓутоа, од друга страна, тој е процес кој што е исполнет и со многу ризици, затоа што светот, Европа и Османската империја беа свесни и знаеа дека во Македонија престои востание и затоа беа заселени потерите низ Македонија. На многу места, во многу пунктови беа отворени, подигнати караоли кои што требаше да го надгледуваат секое движење и во таа смисла во тој подготвителен период ќе се случаат, значи уште пред избавувањето на востанието, голем број на судири во кои што ќе настрадат и голем број на чети во Македонија. Практично тоа е една предвостаничка состојба исполнета со судири и со подготовки од двете страни, и од страна на властите за спречување на востанието и од страна на четите за негова успешна реализација. Неговата работа била да придобие луѓе кои ќе се приклучат на организацијата, тие луѓе да бидат сигурни, доверливи, да не бидат издаици, затоа што на неколку пати му се случила таква работа на македонското револуционерно дело, односно војводата Парашкев Цветков бил предаден од тетинот на Ѓорги Сугарев, но тоа не поминало неказнето. При тоа воопшто не ги поштедил ниту своите роднини, кои со своите постапки се огрешиле пред организацијата и низините стратешки цели. Така, откако разбрал дека предавството на четата на Парашкев Цветков, која била тотално разбиена од властите на 8 мај 1903 година, произлегло од неговиот тетин Ристе од село Секирани, Ѓорги Сугарев не само што издал наредба за казнување на својот роднина предавникот, туку и лично присуствувал при неговата ликвидација. И му кажал на сите дека доколку се случи уште едно вакво предавство, след никој нема да биде поштеден, односно за секој ќе важат истите закони, односно началата на организацијата. Во сличен контекст ги ликвидирале предавниците од селото Цапари, чие предавство резултирало со 9 мртви четници во судир помеѓу комитите и османлиските власти кај Василев камен. За начинот на кој што Сугарев се справувал со предавниците, австро-унгарскиот конзул во Битола, Аугуст Крал, во еден извештај бележи: капетанот Сугарев со околу 120 луѓе го опколил селото Цапари, поканил во анот 10 определени лица, наредил редом да се убијат со пушка или бајонет. На тројца им биле одсечени јазиците и образите во знак на нивното неверство. Ужасот на останатите по ова крваво дело бил голем. Сепак сите признале дека казнетите ја заслужиле својата судбина, бидејќи биле предавници. Паралелно со снабдувањето на борците со храна, облека, оружје и муниција, течело и обучувањето на борците, затоа што сепак тоа биле обични граѓани кои не знаеле, односно немале дотогаш искуство во ракувањето со оружје, и за таа цел Ѓорги Сугарев, кој бил еден од четничките инструктори, ги обучувал самите луѓе за и блиска, но и герилска борба, односно четничка борба, како што било предвидено со законите на организацијата. За време на Илинденското востание, Сугарев учествувал во повеќе битки со османлиските сили. Во зависност од ситуацијата и потребите на теренот, тој постојано маневрирал низ Битолскиот реон.
Почнувајќи од ноќта спроти Илинден, кога заедно со 273 востаници го нападнал муслиманскиот дел од селото Доленци во текот на јули, август и септември, Сугарев учествувал во судирите кај Ѓавато и Слоештица, а заедно со Даме Груев раководел со востаничката одбрана на целиот фронт при османлиската офанзива во реонот Ѓавато-Смилево. Сепак османлиската војска, мораме да признаеме, била многу побројна, била многу поспремна и со оружје и со луѓе, и подучени од германски инструктори виделе дека не можат на кратки борби да ги победат македонските револуционери, па така тргнале со целата своја герила и масовно оделе по селата и убивале. По препорака на германски инструктори, всушност тие преземале масовни репресивни мерки кои имале особено голем одраз врз психолошкиот карактер на востаниците и цивилното население. Се случувале огромни масакри во битолските села, односно секаде каде што ќе влезеле османлиите, таму ќе најделе востаници, односно ќе наиделе на отпор во тоа село. Токму како што и очекувале властите, оваа мерка имала огромен психолошки ефект врз востаниците и цивилното население. Главниот штаб, соочен со суровата реалност, почнал да размислува за натамошниот тек на востанието. Тоа прашање најпрво било разгледано неколку дена по палењето на Смилево, на една средба помеѓу Груев, Сарафов и Ѓорѓи Сугарев во село Слоештица, кога станало збор за идната тактика на востанието. Набрзо потоа, на 19 септември 1903 година, на средба помеѓу членовите на главниот штаб над Смилевската корија, била донесена одлука за постепена и организирана демобилизација. Конечната одлука за предавање на оружјето се донесла во коријата над селото Смилево, при што завршиле и операциите во Битолскиот и не само во Битолскиот револуционерен округ, туку и низ целата Македонија во врска со Илинденското востание. По објавувањето на демобилизацијата, Ѓорѓи Сугарев, за разлика од поголемиот дел на протагонистите на востаничката струја, кои меѓу првите ја напуштиле земјата, одлучил да остане во својот реон. Сепак, во овие моменти, благодарение на активноста на Даме Груев, била зачувана базичната организацијска мрежа во повеќе села. Во овој поствостанички период, Ѓорѓи Сугарев бил предназначен за војвода во Демирхисарско и Битолско, при што често се наоѓал во придружба на Дамјан Груев. Неуспехот на Илинденското востание оставил длабоки траги врз понатамошниот развој на Тморо, при што на површина избиле сите недостатоци на дотогашното централистичко управување. По илинденскиот период, значи годините по востанието, започнале да се појавуваат две различни гледишта или струења во рамките на македонското револуционерно движење. Конзервативна, чии приврзаници се застапувале за старите централистички принципи, и реформско-демократска, која ги афирмирала демократските принципи и децентрализацијата во раководењето со организацијата. Ѓорѓи Сугарев се приклучил со неговите гледишта кон тоа крило, значи кон демократско-реформаторското струење, и таа идеја ќе ја застапува за такво действување на организацијата на дискусиите кои што ги воделе со другите револуционери на средбите што ги одржувале по востанието. Во тој контекст, по иницијатива на Ѓорѓи Сугарев и Христо Узунов, било иницирано одржување на окружен конгрес, на кој требало да се разгледа прашањето за идното устројство на организацијата. Конгресот, кој поради постојаното движење на учесниците низ прилепските села, е наречен Прилепски подвижен конгрес. Значи не заседаваат на едно место, тоа е од безбедносни причини, но и поради прогонот од властите, од османските потери. Тоа е конгрес на кој што избиле на површина двете концепции, но очигледно доминирала концепцијата за реформирање на македонската револуционерна организација, што значи на спроведување на широка демократизација и децентрализација во организацијата. Меѓу другото, на Конгресот било поставено и прашањето за односот на организацијата кон странските пропаганди, особено кон српската и грчката. Факт е дека Илинденското востание всушност им покажало на соседните балкански земји кои што биле заинтересирани за поделба на Македонија дека македонското прашање може да тргне по сосема
самостоен пат да добие поинаков расплет за разлика од нивните претензии. Во таа смисла по востанието тие ја менуват тактиката на своето пропагандно дејствување. Кои што за разлика од претходниот периодот пред востанието, кога дејствувале на поинаков начин, односно дејствувале преку црквите и училиштата, со нивната пропаганда се одвивала на таков начин, значи преку наметнување на црквата на јазикот, со цел асимилирање на македонското население. Сега во годините после Илинденското востание тие нивни дејствувања прераснале во вооружени дејствувања, односно во вооружена пропаганда. Имено тие испраќале вооружени чети во Македонија, кои што имале за цел да прават раздор во македонското револуционерно движење и целта била исто така уништување или превземање на револуционерната организација под нивна контрола. Иако според одредбите од Прилепскиот конгрес, Сугарев бил назначен за ревизор на четите во Битолско, борбата против српската пропаганда го одвела и кон други краишта на Македонија. Уште во периодот од 1901-1903 година, Србија неколку пати се обидувала да инсталира своји чети во Македонија. Главна пречка за тоа била Тморо, која не трпела паралелно постоење на туѓи чети на територијата на Македонија, кои агитираат и дејствуваат спротивно од интересите на организацијата. За време на Илинденското востание, Србија од демагошки побуди и понудила на организацијата морална и материјална помош за ослободување на Македонија. Меѓутоа, српските фактори, иако од една страна навидум манифестирале заинтересираност за соработка со Тморо, истовремено го подготвувале теренот за регрутирање и инсталирање на српски чети во Македонија. Првата таква чета била формирана пролетта 1904 година, на чие чело застанал Мицко Крстевски од село Латово, а покрај него се нашле уште 6 местни србомани од поречието. Појавата на Мицковата чета и незината активност во полза на српската пропаганда веднаш го свртеле вниманието на организацијата. Така во август 1904 година, до тогашното нетрпение помеѓу Тморо и вооружената српска пропаганда прераснало во отворено непријателство. Од тогаш па до почетокот на зимата 1904-1905 година, кога Сугарев заминал на лекување во Бугарија, неговата главна активност се состоела во преследување и борба против српските чети во поречието. Каде што ќе се судри со четата на војводата Мицко, тој е просрпски војвода, кој што действува во полза на српската вооружена пропаганда, имали судири со него. Потоа зимата 1904-1905 заради кревкото здравје заминува на лекување во Бугарија, за веќе наредната година, пролет 1905 да замине во Велешко, во Азот, каде што всушност не само што тој регион бил загрозен од српската вооружена пропаганда, туку исто така таму се појавил и раздор во рамките на самата организација. Всушност ова е периодот по Илинденско востание, кога се засилува раздорот внатре во организацијата, пред се заради пропагандите, заради надворешните пропаганди, но и внатре во самата организација заради различните гледишта меѓу самите револуционери, меѓу одредени водачи на организацијата и нивните борби за превласт во самата организација. Организацијата во Велешко се соочувала и со внатрешни проблеми поради сепаратизмот на војводата Иван Алабакот и неговиот конфликт со војводата Панчо Константинов. Потребата од авторитетен лидер, кој би ги решил внатрешните недоразбирања и успешно би им се спротивставил на српските чети, резултирала со враќање на Сугарев од Бугарија и негово стационирање во Азот. Сугарев привремено успеал да го изглади проблемот со војводата Алабакот. Следните неколку месеци, здружените чети на Алабакот, Сугарев и Константинов, под команда на Сугарев, ги обиколувале селата во Азот, во потрага по србоманските чети на Глигор Соколовиќ. И ќе успеат како резултат на дејствувањето на Сугарев и неговите соработници да српските чети преминат во дефанзива. Според Аврамов, односите помеѓу четниците и населението станаа повеќе од срдечни. Легалното население со радост ја пресретнуваше четата и спокојно ги преспиваше ноќите, знаејќи дека има кој да бдее над него. Штом ке залаја селските кучиња, и легалните и нелегалните стануваа на нога за да извршат проверка врз стражите. И мажи и жени, и старо и младо беше во услуга на организацијата.
Организацијата и придавала големо значење на борбата против пропагандите и се стремела кон преземање на брзи и ефикасни мерки против соперничките вооружени чети. Меѓутоа, поради есенските поројни дождови и настапувањето на зимата, организацијските чети не успеале да го исчистат теренот од српските чети. Од тие причини, борбата против нив требало да продолжи наредната пролет во 1906 година. За да може да се реализира пролетната борба, Сугарев бил повикан да замине во Битолско и да ги подготви тамошните чети за идната акција. Таму требало да се сретне со Битолското окружно раководство и да биде подготвен план напролет со сите расположливи сили да се тргне во конечна пресметка со српските чети во поречието. Сугарев го напушти лазот кон крајот на септември 1905 година и се повлекол во матичниот Битолски регион, каде во меѓувреме на чело на Битолскиот окружен комитет се зацврстил сарафистот Петар Лигушев. Одредени лица, веројатно заради своето его и понатаму настојувале да се наметнат во редовите на организацијата, прито не почитувајќи ги принципите и соодветните устави и правилници на организацијата, и во таа смисла создавале своји јадра внатре во територијата на Македонија, врабувајќи околу себе приврзаници, преку кои што сметале да се наметнат на престојниот конгрес, значи наследниот конгрес во 1906 година, за да може да извршат и официјално промена на постојните акти кои што били утврдени на Рилскиот конгрес. Еден од таквите кои што својата моќ и кариера и се разбира и авторитет и популарност ја градел во македонското револуционарно движење и Борис Сарафов. Имено во овој период имаме во Битолскиот реон појава на две различни струења во македонското движење и две групации, така наречени сарафисти и груевисти, приврзаници на Борис Сарафов и приврзаници на Дамјан Груев, меѓу кои што бил и Ѓорѓи Сугарев. При тоа односите помеѓу членовите на градскиот и околискиот комитет во Битола биле дотаму изострени, што работата стигнала до заемно истребување. И двете страни располагале со вооружени групи, кои во секој миг биле подготвени да се нафрлат едни врз други. При таква констелација на односите, во Битола пристигнал Ѓорѓи Сугарев. Според Тома Николов, војводата Ѓорѓи Сугарев дојде со чета со искрена желба да му служи на делото. Иако беше истомисленик на Даме, тој не беше негов жесток приврзаник. Кога пристигна во Битолско, наместо да најде на братски прием од окружниот комитет и да му се даде главното место на окружен војвода, за кој имаше морално и законско право, поради тоа што како еден од старите организатори на прсти го познаваше целиот Битолски округ, тој од окружниот комитет беше гледан како приврзаник на Даме, па поради тоа постојано наидуваше на пречки и непријатности од страна на Петар Лигушев. Тој, по повлекувањето на Сугарев во овој регион, се обидувал да му прави и да му подготви секакви невозможни ситуации, да го доведе во непријатна ситуација, дури на крајот и да учествува во заговорот во кој што практично и ќе загине самиот Ѓорѓи Сугарев. За време на својот престој во регионот, Сугарев констатирал и повеќе финансиски малверзации од страна на некои раководни лица на ВМРО во Битола. Пролета 1906 година, поради појавата на грчки андарти во Мариовско и Бувкол, Леринско, како и поради навлегувањето на една српска чета од поречието во Кичевско, председателот на Битолскиот окружен комитет Петар Лигушев испратил писмо до Ѓорѓи Сугарев со наредба да замине кон Мариовско и да ги потисне грчките чети. Истовремено, писма со иста содржина Лигушев испратил и до ресенскиот војвода Ѓакон Евстатиј. Меѓутоа, Сугарев и Ѓаконот Евстатиј одговориле дека одбиваат да заминат кон Мариово поради лошото време и редица други околности, но сепак нагласиле дека таму ќе заминат кога ќе се подобрат временските услови. Тогаш Лигушев ја конструирал следната игра. Му пишал на Евстатиј веднаш да дојде во Битола и да се јави пред окружниот комитет, а со друго писмо повторно му наредил на Сугарев да замине кон Мариово, каде наводно попат требало да се сретне со Ѓакон Евстатиј. Во тоа писмо Лигушев ја засегнал и честа на Сугарев со зборовите:
Да, војводите што ги чекаат убавите и млади невести, не сакаат да се изложуваат и да умираат. Поради засегнатата чест, за да докаже дека секогаш ги исполнува наредбите од повисоките органи, Сугарев не ја предвидел играта на Лигушев и тргнал кон Маријово. При тоа од селото Кукуречани напишал писмо до Евстатии и побарал средба. Меѓутоа писмото завршило во рацете на Лигушев, која продолжил валканата игра. Дјакон Евстатии не го добил писмото, односно не му било предочено веднаш писмото кое што било испратено и од Ѓорги Сугарев до него, туку тоа му било ставено на располагање нешто подоста. Во меѓувреме и Прилепскиот комитет дознал за раздвижувањето на османските потери кон Маријевско и сигнализирал до Битолскиот окружен комитет да ги предупредат четите во дадениот случај, нели, станува збор за четата на Сугаре, да не заминуваат во регионот, меѓутоа и таа информација своевремено била прикриена, па на тој начин Сугарев, кој што се упатил во Маријевско, веќе почнал да влегува во клопките, односно во заседите кои што од повеќе страни биле поставувани од страна на османските војски. Дури следниот ден, писмото од Сугарев Лигушев му го испратил на Евстатии. Последниот ја почувствувал стапицата и веднаш тргнал кон селото Агларцина на најавената средба, но во меѓувреме Сугарев го напуштил селото. Од друга страна, присуството на османлиски сили го парализирало движењето на Евстатии, кој со својата чета едва и успел да се засолни во селото Карамани. Во меѓувреме, Прилепскиот комитет на организацијата добил известување дека аскерот од Прилеп има наредба да се упати кон Маријово, за да ги разбие четите на организацијата. По добивањето на информацијата, Прилепскиот комитет преку специјални курири ги известил раководните лица на ВМРО во Битола. Што направила Битола по соопштението од Прилеп за излегување на силните потери, не можевме да разбереме, пишува Тодор Адамов. Но фактот дека четата на Сугарев подоцна се судри со потерите, ни даде да разбереме дека во овој случај има предавство, и тоа од луѓе кои знаеја за движењето на Сугарев и кои покрај нашето соопштение и молби Сугарев да не влегува во Маријово, воопшто не го спречија и не го известија за движењето на војската. Останува фактот дека османските војски имале информации за движењето на неговата чета во регионот и по долго време ја следела. Меѓутоа, Битолскиот окружен комитет, начело со Лигушев, всушност не ги презел соодветните мерки, ниту да испрати засилување, како што било предвидено во случајот, нели, со заминувањето на Дјакон Евстатии, ниту пак благовремено да го предупреди Сугарев. На 22 март четата на Ѓорги Сугарев заедно со нејзиниот водач заминува од селото Агларци и пристигнува во селото Гнилеш, каде што ќе треба да се сретне со местните војводи од овој регион и да се договорат за што понатаму. Но во близина на оваа област, во селото Ореово е сместена турска чета, која е испратена со цел да го ликвидира Ѓорги Сугарев и неговата чета, односно да ликвидира опасноста за Османлиската империја што се наоѓа во овој предел. Не сакајки да настрада селото, тој се повлекол оттаму и се упатил кон долот Калуѓерица, откаде се префрлил во местноста Страниште, над Параловскиот манастир. Согледувајќи дека местноста Страниште не била погодна за одбрана, в зори на 23 март Сугарев решил да се пробие кон селото Грумази. Меѓутоа, за да стаса дотаму, требало да помине низ Чукарите. Станува збор за едно каменливо извишување, кое претходно било обседнато од башибозукот од селото Ореово, кој заедно со турската војска ја следел маршрутата на Сугарев. Ѓорги Сугарев, не сакајќи да настрада селото, заминува со својата чета и кај местноста Гнилеш, во близина на неговиот гроб, се случува битката помеѓу Ѓорги Сугарев и неговата чета и османлиската чета, односно османлиската војска на друга страна. Се повлекува со четата над селото Паралово, кај Параловскиот манастир, каде што прифатил неколку часовна битка со неговата чета. Се води многу тешка битка, нерамномерна. Од една страна се 20 на војводи заедно со Ѓорги Сугарев, а од друга страна е многоброен турски аскер. Во оваа битка Ѓорги Сугарев го губи животот на 6 мај 1906 година во близина на селото Паралово, односно во близина на Параловскиот манастир.
Убиените биле ограбени и безмилосно безличени, при што во османлиски раце паднала и архивата на четата. Следниот ден, на селаните од Паралово и Врањевци им било наредено да ги погребаат телата што биле пронајдени на просторот од Чукарите до местноста Сувокладенче над Параловскиот манастир. За одбележување на гробовите на убиените комити, селаните ставиле по еден камен, додека над гробот на Сугарев, кој загинал од прострелна рана во градите, бил поставен нешто поголем камен. Покрај Сугарев, во битката над Параловскиот манастир на 23 март 1906 година, загинале 22 комити. Одговорноста за оваа трагедија во историографијата и во народното предание во секој случај е префрлена на грбот на Петар Лигушев, кој што цело време го знаел движењето на Сугарев, го насочувал практично, но од друга страна не презел никакви мерки за да ја спречи катастрофата. Трагичната смрт на Ѓорѓи Сугарев е воспеана во повеќе народни песни. Во нив, предавството на четата на Сугарев му е припишано на Петар Лигушев. Во прилог на оваа теза се изјаснуваат речиси сите современици кои пишуваат за овој настан. Според нив, не постои сомневање дека Петар Лигушев ја предал четата на Сугарев, а причината за предавството се криела во личната нетрпеливост на Лигушев кон Сугарев и во неговите амбиции кои биле загрозени токму од битолскиот војвода. Меѓутоа, во непознатата песна посветена на Ѓорѓи Сугарев, "Заплакало е Мариово", за неговата смрт неправедно се обвинети селаните Параловци. Долги години по убиството на Ѓорѓи Сугарев и на неговите четници, жителите на Паралово биле перцепирани од околината како предавници. Постојат случаи забележани се кога луѓе кои што биле родени во Паралово и живееле во Битола, постојано биле перцепирани и третирани како предавници, се додека македонската историографија потемелно него истражи убиството на Ѓорѓи Сугарев, при што беше повторно потврдена констатацијата на современиците на настанот дека параловци немале никаква врска со предавството на Ѓорѓи Сугарев, кое што било извршено од Петар Лигушев. Тие практично немаат никаква одговорност во таа смисла, затоа што во конкретниот случај тие не можеле да ја знаат маршрутата на движење на Ѓорѓи Сугаре, а најмалку дека по неговото повлекување дека тој ќе помине низ Чукарите и во кое време ќе помине оттаму, па тоа да го соопштат на османските власти. Така што, народниот фолклор, кој понекогаш, односно најчесто, го воспева херојството на јунаците, понекогаш знае и неосновано да обвини други, значи неправедно, заради тоа што се случило во конкретниот случај, селаните од Паралово, неосновано во оваа народна песна се обвинити за предавството на Ѓорѓи Сугарев.